Цивил медија. Што во суштина е главната пречка, вистинската пречка, зашто се уште не можеме да најдеме решение за законот за јавно обвинителство? Значи, можевте да видите денеска еден од говорниците, практично советникот на Груевски, т.е. Мицковски, ги кажа главните поенти на ВМРО-ДПМН е она што тие го третираат како пречка за носење на законот. Главниот проблем е всушност продолжувањето на постапките специјалното јавно обвинителство, тоа го кажа денеска веќе и јавно. Мислам дека желбата кај ВМРО-ДПМН е да ги заштити своите членови поранешно раководство кои што се обвинети од страна на специјалното јавно обвинителство кои постапки сега продолжуваат е за жал посилна од желбата да помогнат во реинтеграцијата на земјата. Така што најклучните точки кои што се отворени е всушност продолжувањето на постапките специјалното јавно обвинителство и градењето на ефикасен систем за во рамките на јавното обвинителство за борба против криминал и корупцијата. Цело време во изминатиот период се соочуваме со нивни забелешки амандмани кои што всушност сакаат на мала врата да внесат амнестија во законот, што ќе значи запирање на сите постапки кои што биле почнати и мислам дека тоа е нешто што е недозволено. Че се обидува на различни начини тоа да се направи со различни предлози и амандмани, но постојано нивната причина беше да се блокира процесот. Најжално и беше трагично што пред неколку дена кога беше закажана поширока работна група за да седнеме, тие не беа ни спремни дури ни да разговараат, бараа најразлични алиби. Сите други претенички групи искажаа спремност да влезат во процесот, тоа ме охрабрува и јас очекувам дека без оглед на ставовите, без оглед на ставот на ВМРО-ДПМН, дека ќе се најде множество од 80 претеници кои што ќе го поддржат законот во собранието. По завршување на јавната расправа, рековте пред почетокот дека ќе бидат внесени сите заклучоци, односно ќе бидат земени предвид. Дали очекувате дека ќе вроди тоа со плод и дека ќе одоброволи опозицијата на крај или пак има одолговлекување? Значи, ние слушнавме овдека најразлични ставови, пошто некогаш беа диаметрално спротивни. Дури во рамките на самата работна група која што го изготвуваше законот, имаше предлози да се задржи постојното специјално јавно обвинителство како концепт кој што ќе биде или онака како што постоеше претходно, или пак да биде инкорпориран посебен одел во рамките на обвинителство за организиран криминал како оделение со статус на поранешното специјално јавно обвинителство. До одредени укажувања кои што зборува за тоа дека не треба да се оди во насока на давање на специјални гаранции на обвинителството за организиран криминал и корупција. Она што ме охрабрува, тоа е дека во рамките на другите претенички групи ќе можеме да оформиме мнозинство е ставот кој што на некој начин провеја кај речиси сите говорници, а тоа е дека немате потреба изрично во законот за јавно обвинителство да наведете дека постапките продолжуваат, бидејќи тие постапки ќе продолжат по сила на законот за кривична постапка. Иако е камен на сопнување тоа дека сите постапки продолжуваат и нив тоа ги плаши, а ако не е неопходно тоа да стои, мислам дека тука можеме да градиме консензус, така што се што беше конструктивен предлог ќе биде ставен на разгледување, ќе го ставиме како опции и ќе бараме согласност. Мислам дека и претениците веќе имаа можност да слушнат различните ставови кои што ги беа искажани и самите да извлечат заклучок заради тоа што имаше аргументирани ставови, но имаше и ставови кои што беа чисто ставови како да беа пишувани во прес-центарот на ВМРО-ДПМН и беа презентирани од неговите советници. Така што мислам дека многу јасно излезе на површина поделбата на аргументите и поделбата на она што значи залагање политичко без експертска подготовка. Цивил медија.